Сметките за струја да ги плаќаме според потрошените киловат часови, да имаме увид во броилата кои се читаат, а не да плаќаме и до 5 пати поголем паушал, бараат дуќанџиите од градскиот трговски центар кои излегува на протест пред владата. Тие се револтирани од како што велат недомаќинското управување со раководството на акционерското друштво, кое управува со 600 сопственици на деловни простории. Бараме директни приклучоци за електрична енергија, директни приклучоци за топлинска енергија, директни приклучоци за водни услуги и директен приклучок за комунална хигиена. Еден од главните проблеми бил скандалот кој изби со копањето на криптовалути, па така огромните сметки биле распределувани на дуќаните, кои платиле високи сметки за струја без истата да ја потрошат. Од кога изби скандалот, дури се намали трошокот за струја, веројатно затоа што немаше кој да ја троши толку. Од менеджментот на трговскиот си имаме сретнато, меѓутоа никогаш не добиваме конкретни одговори. Дуќанџиите бараат и директни договори за снабдување со лиценциран снабдувач на струја, како и управување од сите сопственици на деловен простор во ГТЦ. Сопствениците ги покажаа сите склучени договори кои им биле експресно отфрлени. Ова се документи во кои што регулаторна комисија изјавува дека нема дадено никаква лиценца за ГТЦ за снабдување со електрична енергија. Нашите струјомери во градски трговски центри се титови струјомери од она време од бивша Југославија и не се променети. Првиот човек на ГТЦ, Ѓоко Трајчевски, за Алфа изјави дека ваквите барања на сопствениците биле неосновани и дека тие работеле според закон, а трошоците биле распределени според подпишаните договори. Инаку скандалот со ГТЦ околу сметките за струја добина динамика откако беше откриено копањето на биткоини во подрумските простории на трговскиот, и тоа од страна на компанија на Елвис и Габриел Бајрам. Директорот на ГТЦ најави тужби за фирмата која вршела злоупотреба. За тој период колку што се претпоставува дека траело копањето на криптовалутите, сметките за струја надминале и до 800.000 евра, пари кои им биле фактурирани на сите дуќанџи во трговскиот.